Дел од Македонија утрово се разбуди со снежна покривка. Падна првиот снег на Пониква, а снежна покривка има и на повисоките места во Берово и Делчево. На пониските места, како и во Штип, врнежите денеска се претежно од дожд, а така ќе продолжи во наредните неколку дена. Изутринава насекаде времето беше претежно облачно со повремени врнежи кои што на некои од повисоките места како во источните делови на нашава земја, така и во целава држава, преминуваа во снег, а на планините беа само од снег. Во Штипскиот регион беше претежно облачно време, температурата минимална се спушти до -1 степен. Во текот на денот ќе се задржи променливо облачно време и во овој регион ќе има повремени врнежи кои што на пониските места ќе бидат од дожд, а на некои од повисоките места и на планините од снег. Температурата во целава земја ќе се движи од 4 до 12 степени, додека во Штипскиот регион ќе достигне до 7 степени. Врнежите ќе се задржат и во текот на работната недела, велат од Управата за хидрометеоролошки работи. Додаваат дека од среда се очекува покачување на дневните температури, со што врнежите од снег ќе бидат претежно врнежи од дожд. Исто така минималната утринска температура од средината на оваа недела во овој регион ќе бидат над нулата. Следува период до крајот на работнава седмица на променливо облачно време, ќе се наоѓаме под влијание на циклонска активност која што ќе ни донесува чести периоди на соврнежи од дожд, а на повисоките места и планините од снег. Од среда ќе чувствуваме мало затоплување во однос на висинските температури, што ќе допринесе врнежите да бидат претежно од дожд. Во Штипскиот регион утре минималната температура ќе биде околу 0 степени, а дневната ќе достигне до 10 степени. Меѓутоа во среда заради очекуваните врнежи, минималната температура ќе биде околу 2 степена, значи од среда не очекува минимални температури над нулата, додека дневните ќе бидат околу 7 степен. Утринава снежни наноси имаше и на патот од Пробиштип кон Кратово, со што имаше забрана за движење на тешки товарни возила. Од Автомотосојузот на Македонија препорачуваат внимателно возење и прилагодување на ограничената брзина.